Започна санацијата на најоштетениот дел од регионалниот пат Стариград Богомила. Механизацијата на Македонија патена делницата од селото Оморани до Теово. Со овој зафат, надлежните очекуваат зголемување на безбедноста на сообраќајот во регионот на Азот, општина Чашка. Согласно програмата на јавното претпријатие за државни патишта и Македонија пат, и ние во претходната недела вршевме подготвителни работи на теренот, и од денеска почнуваме асфалтирање на оние најоштетени делови што се на овој дел од делницата. Инвестицијата е некаде околу 5 милиони денари, околу 1200 метри должински ќе се асфалтираат на разни места каде што асфалтот е најоштетен и сметаме дека доста ќе се подобри, нели, безбедноста во одвијање на сообраќајот. Чашка е општина која статистички е ретко населена. Извонредните услови за развој на земјоделството, сточарството и руралниот туризам веќе ја менуваат состојбата. Се почести се сликите на обновени домови. Дополнително, и обновата на патната инфраструктура оди во прилог на заживување на селата во Азот. Доколку се продолжи вака, а немам сомнев зашто не би било така, за речем 1 или 2 години веќе двата патни правца би биле како што во други делови сега на Македонија, и тоа мораме да ги имаме во предвид, се работи континуирано. Ние овие два патни правца би ги имале обновено и што тоа нашите граѓани би биле презадоволни, затоа што велиме, целта е да се направат и регионалните патни правци, бидејќи ние направивме локални патишта околу 30 километри. Не само што ќе останат луѓето тука, тоа е факт. Меѓутоа и владата има проект за враќање на млади луѓе во рурални средини. Би се вратил секој, нормално дека ќе почне да се бави со земјоделие, поточно во таа насока се тие стимулации, и се надевам дека за тоа да го има, мора да има урбани услови за живот. Во изминатите години на територијата на општина Чашка изградени се 30 километри нови локални патишта. Пановски вели дека заедно со Агенцијата за државни патишта планирано е за 2 години да се заокружи процесот на санација на најоштетените делови на 120 километри долгите регионални патни правци.